Доколку трговците ги дигнат цените од утре по истекот на важноста на владината мерка за замрзнати маржи, можно е продолжување на оваа мерка. Најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Ако има потреба би продолжиле со мерка, ако нема потреба, тогаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите они учесници во ланецот на трговија се надевам ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард. Но, пред владата да се одлучи на ваков чекор, прво надлежниот инспекторат од утре активно ќе ги чешла маркетите. Прво ќе гледаме да видиме какви резултати даде конечни мерката од она што ги имавме до сега од Државниот завод за статистика. Резултатите беа добри, знаете и самите, ги знаете податоците. Меѓутоа, крајните резултати ги чекаме наредната недела. Одлуката за евентуално продолжување на мерката би била и од овие причини. Да го заштитиме стандардот на граѓаните, односно да не правиме, како да кажам, вештачко подигнување на инфлацијата и цените, кога нема и економски прилики за тоа. За разлика од Ристевски, министерот Дурмиши е подециден, доколку трговците ги пак покачат цените. Ке реагираме со проширување на листата на производи или зголемување на ограничувањата на маржите, изјави министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Инаку, мерката се однесуваше за ограничување на цените и трговските маржи на 102 групи производи. Според Државниот завод за статистика, во март инфлацијата изнесувала 2,7%, додека кај храната и пејолоците е забележена дефлација од 1,3%. Слични трендови експертите предвидуваат и за април.